Земјоделците покажуваат зголемен интерес за набавка на нова механизација, аплицирајќи за мерката од програмата за рурален развој. Изминативе години голем број земјоделци ја обновија механизацијата, а интерес имаше и за последниот јавен повик кој заврши пред неколку денови. Мерката 121,5 која представува набавка на земјоделска механизација, односно обнова на машински парк, заврши, таа траеше од 20 јануари до 20 февруар и со неочекуван успех од постоењето на Агенцијата за поткрепување на развој на земјоделството до сега немаме толку голем број на деловни планови направено. На претходната програма каде што гостував во вашата телевизиска куќа, спомнав дека имаше 1720 апликации, од кои што 920 беа одобрени. Тоа спомнав дека очекуваме во наредниот повик кој што ќе биде во 2016 да имаме зголемен број, па така официјалната бројка за сега е 3060 апликации до 20 февруари. Од Агенцијата за поттикнување и развој на земјоделството информираат дека во тек е и мерката за поддршка на младите земјоделци. Почетниците земјоделци може да добијат до 600.000 денари или околу 10.000 евра неповратна помош. Сите оние кои што имаат меѓу 18 и 40 години и не се во единствен регистар на земјоделски стопанства повеќе од 18 месеци, може да аплицираат за 600.000 денари неповратни средства, односно аплицирање за било што е со наставка аграр, односно инвестирање во земјоделството, сами покриваат 100% трошокот, а потоа со подпишување на договор, односно одобрување на средствата, им се префрлаат сите 100% средства назад. До сега на ова мерка имаме 1070 апликации, на претходниот повик имавме 138, сега имаме 1070. Да напоменеме дека иста мерка трае до 3 март, со што значи очекуваме сигурно 100 до 200 апликации дополнително, што ќе биде еден вид на рекорд во работењето на советниците. А до 29 февруари лозарите и овоштарите ќе можат електронски да аплицираат за финансирање на нови насади подигнати од 1 октомври до 31 декември 2015 година. Субвенциите се од 50 до 75%, во зависност од возраста на земјоделецот и местото на насадите. Право да аплицираат имаат евидентираните земјоделци со површина од најмалку половина хектар.